рекламите, време и за вестите на Ирис телевизија. Штипјанец посадил марихуана и ја одгледувал во шкаф. Полицијата кај него пронашла и 40 грама од истата материја спакувана во најлон кесе. Денеска му поднесе кривична пријава, а судија му одреде мерка притвор во траење од 15 дена. Кривична пријава од полицијата за недозволено производство и пуштање во промет на наркотични дроги и мерка притвор заработи 27 годишен штипјанец кој во импровизирана лабораторија дома одгледувал марихуана. И не само што посадил семки, имал и готов производ од оваа материја во количина од околу 40 грама што ја спакувал во најлонско кесе. Во неговата соба во шкафот засадил семки од канабис во 6 саксии и створил услови за одгледување на наркотична дрога марихуана. При извршениот претрес на 21 септември во домот на пријавениот пронајдени и одземени се 330 семки од растението канабис, додека од извршениот преглед кај истиот пронајдено и одземено е едно најлонско кесе со сурова марихуана со тежина од 35,6 грама, која ја набрал од корен кој бил засаден до река Брегалница во Штип. Од страна на судија на претходна постапка на пријавениот одредена му е мерка притвор во траење од 15 дена. СВР Штип денеска поднесе кривична пријава и против 43 годишен кочанчанец кој набавил опојна дрога марихуана и амфетамини со намера да ги продаде на зависници. Од извршениот претрес во домот на пријавениот и преглед на истиот пронајдени и одземени се вкупно 43 пакувања со опојна дрога марихуана со вкупна нето маса од 77,4 грама и 4 пакувања од опојна дрога амфетамин со вкупна нето маса од 43,94 грама. Ана одгледувал марихуана во шкаф, а оваа година штипската полиција откри импровизирана мини градина со марихуана што во расипан фриџидер ја одгледувал 27 годишен пекчевец. 80 осудени лица од затворот во Штип ке учат да работат на компјутер, да бидат пекари, бербери и да уредуваат градини, а ке имаат и курс за англиски јазик. Проектот го спроведува Сдружение од Тетово со цел осудените лица по одржувањето на затворската казна да бидат конкурентни на пазарот на трудот. Сдруженијето Институт за развој на заедницата од Тетово во партнерство со ДДВ од Германија денеска во Штип одржа работилница на тема стручно образование и обука, нов пристап за ефективна социјална вклученост. Координаторот на проектот Сретен Коценски вели дека целта е да се понуди стручно образование на осудените лица во затворите. Штип и Тетово, ако е по издржувањето на казната, ќе им помогне да бидат конкурентни на пазарот и да се интегрираат во заедницата. Во рамките на проектот обезбедуваме поддршка на затворите во Тетово и во Штип. Спроведуваме обуки за осудените лица и обуките се за компјутерски вештини, англиски јазик, за пекар, за бербер и за хортикултурно уредување, се со цел да бидат осудените лица конкурентни на пазарот на труд по завршувањето на казната. Преку овој проект кој е финансиран од фондовите на Европската Унија се обезбедуваат финансиски средства, компјутери и друга опрема за реализација на обуките за осудените лица. Треба да бидат офатени 160 лица, најмалку 160 лица, по 80 во еден и во другиот затвор. Во моментот привршивме со дефинирање на списоците, навистина постои голем интерес од нивна страна, имаме поголем број на пријавени и доста голем број на пријавени кои што би сакале да учествуваат во повеќе од еден курс, така да сега до крајот на месецот би требало да се заврши тие формалности и обуките да бидат започнати. Обуките за осудените лица ќе траат 3 месеци во затворите во Штип и Тетово. Организаторите се надеваат дека по завршувањето на овие обуки затворите ќе продолжат со нив, офаќајќи и други осудени лица, бидејќи ќе имаат опрема со кои ќе можат да ги извршуваат. Вргањето и буковката се најчестите видови на печурки кои може да се сретнат во планините во источниот дел од државата. Најголемата штафетна трка за мир, која почна на 21 февруари во Порто, Португалија, а треба да заврши во Рим, од денеска се трча низ Македонија, а попладне се трчеше и во Штип. Запалениот факел како символ на мирот попладнево пристигне и во Штип.
Од Делчева, каде што денеска пристигна факелот, на 26 овој месец ќе стигне до Отешево. Во нашата земја за 4 дена ќе бидат истрчани околу 424 километри. Факелот на мирот ќе помине низ повеќе градови, а потоа ќе биде предаден на спортисти во Пустец, Албанија. Тоа е интернационална најголема штафетна трка на светот. Всушност најголем труд на човештвото што се захтева за мир и за хармонија и единство на планетата. Значи, поентата не е надпреварувачки карактер, не трчаме за да победиме. Најголемата штафетна трка за мир почна на 21 февруари во Порто, Португалија. Интернационалниот тим трча со запален факел како символ на мирот, подавајќи го од рака на рака низ цела Европа. Се трчаат повеќе од 24.000 километри низ 49 европски држави, со финиш во Рим на 7 октомври. Не постои таква земја, бидејќи секоја земја си е уникатна и секоја земја нуди нешто посебно, убаво и луѓето од таа земја нудат нешто што го памти и го носи. Штафетната трка на мирот денес беше дочекана и од штипската локална самоуправа. Трка на мирот која што дава една добра порака, значи мир во сите земји. Секако дека спортистите се едни од најдобрите амбасадори и промотори на оваа порака. Трката за мир ја има основано визионерот за мир Шри Чинмој во 1987 година. Од тогаш со оваа иницијатива се посетени повеќе од 150 држави и се истрчани повеќе од 500.000 километри. Поддржана од многу светски личности, меѓу кои беше и мајка Тереза, преседателот Нелсон Мандела, нашите преседатели Борис Трајковски и Киро Глигоров. Заврши реконструкцијата и замената на прозорците во спортската сала во Штипското основно училиште Ванчо Прке. Во моментов со пари од буџетот се реконструира и се заменуваат прозорците во училиштето Тошо Арсов. Заврши реконструкцијата и промената на прозорците на спортската сала во најголемото основно училиште во Штип. Директорката на училиштето Ванчо Прке Весна Ничева на денешната пресконференција изјави дека средствата во висина од 335.000 денари се обезбедени од буџетот на општина Штип. Основното општинско училиште Ванчо Прке од Штип во континуитет ги подобрува условите за работа. По завршувањето на спортските терени во подрачните училишта во село Селци и село Лакавица, завршивме и со реконструкцијата на прозорите во спортската сала во централната зграда. Кои би се наредни инвестиции планирани? Наредна инвестиција, се надеваме дека ќе обезбедиме финансиски средства, би било промена на кровната конструкција на спортската сала. Наставникот по физичко образование Маријан Манев вели дека со реконструкцијата учениците и од оделенска и од предметна настава ќе добијат подобри услови за настава во спортската сала. Инвестицијата значи подобри услови за работа и за летно и за зимно време нема да се губи топлина и условите ќе бидат подобри за дечињата. Маја Ашкилова, советник за спорт во општина Штип, на пресконференцијата истакна дека со пари од општинскиот буџет во моментов се реконструира соблекувалната и се заменуваат прозорците во спортската сала во основното училиште Тошо Арсов. Исто така следна инвестиција е изградба на отворено спортско игралиште во село Шашаварлија. Како што спомена директорката, завршени се спортските игралишта во село Селце и село Лакавица. Исто така завршени се игралиштата во општинското основно училиште 3 терена Тошо Арсов, значи имаме 3 терена, и во подрачното училиште во село Чардаклија. Во тек се тендерските постапки за оградување на спортските игралишта во населбите Баби, Пребек, Селци и Шишаварлија, а завршено е оградувањето на отворените терени во населбите Ново село, Железничка и Балканска. Штип е дел од пилот проект во кој се опфатени 10 општини во земјава со цел жените да бидат вклучени во креирањето на локалните политики, но и да ги кажат своите идеи пред градоначалникот и локалната власт. Денеска жените се одзваа за прием кај градоначалникот на општина Штип Илчо Захариев. Тестираме различни алатки кои што потикнуваат учество на граѓаните, како средби со градоначалник во рурални општини и урбани општини, тоест рурални и урбани места, отворен ден на градоначалникот, доставување на представки и предлози,
граѓански форуми, дебати, генерално имаме направено протоколи за како преку овие механизми повеќе да се чуе гласот на жените и како повеќе жените да учествуваат при креирањето политики, бидејќи досега искуствата покажуваат дека тие не се доволно вклучени, дека нивните потреби не се доволно земени во предвид при креирањето на локалните политики. Мислам дека Штипјанки денес одговорија на поканата на градоначалникот, иако очекуваме и поголема посетеност, затоа што терминот беше од 10 до 12 часот, така што очекуваме дека до 12 часот ќе дојдат и други наши сограѓанки кои што ќе може да учествуваат во овој приемен ден на градоначалникот. И јас се надевам дека оваа практика и понатаму ќе продолжи, барем не, ако не секоја недела, но евентуално да речеме еднаш во месецот или така во 2 месеца, за да може жените да ги кажат своите потреби, проблеми, размислувања, идеи и се оно што може да се вклучи во локалните политики, на тој начин да влијаат на целокупната политика, односно на целокупниот развој на општината. При одење на берба на печурки задолжително да се носи дескриптор, советуваат експертите. Само со фотографиите и податоците кои се наоѓаат во него може да се утврди дали станува збор за неотровна или отровна печурка. Љубителите на природната храна да не собираат диви печурки доколку добро не ги познаваат, е основното правило кое го даваат експертите. При одењето на берба задолжително да се носи дескриптор, каде што преку фотографии и податоци може да се утврди дали печурката е за консумација или не. Доколку со себе не носи така наречен дескриптор или описник, каде што ќе се забележат сликите јасно видливи, димензиите на покривниот дел од печурката и сите оние елементи кои што може да помогне да се тој растителен вид јасно определи дали е во групата на прифатливи или на отровни печурки. Значи, генерална насока за сите кои што сакат да собираат печурки во природата, доколку не ги познават, да не се впуштат во таков потфат. Голем дел од собирачите тврдат дека промената во бојата откако ќе биде обрана е доволен доказ за отровноста на печурката. Според Златковски, тоа не смее да биде главна препорака. Голем дел од печурките, откако ќе бидат собрани, ја менуваат својата боја. Хемискиот состав на секој растителен вид, како и на човекот се разбира, е составен од најразлични видови на соединенија кои што реагираат различно на пристап на зголемено или намалено пристап на кислород. Од тука, дали ќе дојде до промена на бојата, зависи од мноштвото фактори кои што влијат на составот на клеточниот сок. Значи, тоа нека не им биде главна препорака, бидејќи пак ќе кажам, ако го кажеме потврдното дека да, се менува бојата и на они кои се јадат и на они кои не се јадат. Планините во источниот дел од државата изобилуваат со диви печурки, а најчести видови се вргањот и буковката. Проектот Рома Верзитас со позитивни резултати. Студентите роми ги учат тутури како полесно да студираат и да се стекнат со корисни вештини за идно вработување. Сдруженијето за правата на ромите во Штип успешно ги реализира активностите од проектната активност Рома Верзитас. Рома Верзитас станува се повеќе атрактивен во Република Македонија. Како во другите градови, така и во Штип активностите течат континуирано. Бројот на студенти роми веќе енормно се покачува, значи имаме голем раст кај ромската популација кои се вклучуваат интензивно во високото образование. Така да активностите на Рома Верзитас во моментот се спроведуваат во еден поинтересен дел, како што беше синоќешната забава за студентската забава, која анимираше поголем број на студенти, кои имаше за цел да меѓу себе се запознаат, да имат повеќе поголема соработка меѓу себе и да имат заеднички настапи, активности и така натака. Значи, во моментот Сдруженијето Рома Верзитас Штип ги работи активностите за обука на студентите од информатичката технологија. Значи, имат обукан курсеви по компјутери, кои интензивно се спроведуваат во полипроект.
Рома Верзитас проектот има и активности за анимирање на студентите од сите универзитети. Се реализираат курсеви, работилници, обуки, како и зимски и летни школи. Повикот опфаќа повеќе делови, значи еден дел е за туторската настава, кој нели Рома Верзитас им нуди туторска настава на студентите роми, поточно обезбедуваат, тие сами се обезбедуваат тутори, а ние ги плаќаме туторите за дополнителната работа со нашите студенти. Потоа имаме курсеви по англиски јазик, курсеви по компјутери. Другите активности се обука на интелектуално ниво, како што се летните школи, зимските школи за студентите. Проектот продолжува и во наредниот период, а студентите кои се дел од Рома Верзитас можат да научат алатки за поуспешно вработување, но исто така можат да се стекнат и со стипендии за студирањето. Општина Штип распиша оглас за продажба на градежни парцели. Се нудат плацеви за куќи, стамбени згради, стопански објекти и бензинска пумпа. Денес во дневниот печат е објавен нов оглас за продажба на градежно земјиште, како и на веб страницата на општина Штип. На оглас се 21 парцела, од кои 7 за индивидуални куќи, кои се лоцирани во населба Дузлак, 2 за индустријски објекти, 2 за деловни, потоа 9 парцели за стамбени згради, од кои 7 се во населба Сењак и по една во населба Баби и Пребег, и една локација за бензинска пумпа на магистрален пат М6 кај Драгоево. Површината за локациите варира, кај куќите се движи од 390 до 480 метри квадратни, кај зградите од 1100 до 2400 метри квадратни. Пријавите за учество на јавното надавање може да се достават до 25 октомври, а јавното надавање ќе се одржи електронски на 27 октомври од 8 до 13 часот. Инаку на крајот на август беше спроведена продажба на 55 парцели, од кои 32 беа за куќи, при што сите се продадоа. Вкупно беше остварен приход од 50 милиона денари, од кои 20% се за државата, а 80% за општината. Прво место во државата од областа на дисеминација, односно промовирање на хуманите вредности, освоја штипските волонтери од Црвениот крст на државниот надпревар по прва помош, што се одржа во Кавадарци. Од државниот надпревар по прва помош, 25-ти проект што се одржа во Кавадарци, штипските волонтери на Црвениот крст се вратија со освоено прво место. Во конкуренција на 28 екипи покажаа најдобри резултати во категоријата промовирање на хуманите вредности. Заедно со нашите 6 волонтери, ученици од Средното општинско училиште Јане Сандански, го освоја првото место во категоријата дисеминација, односно во категоријата за ширењето за знаењето на Црвениот крст. Ние како општинска организација сме горди што токму во нашата организација се дава посебен придонес во работата со младите и во иднина ќе продолжиме во истиот правец, се со цел што е можно поголем број на млади лица вклучени во нашата организација и промовирање на хуманите вредности во нашето општество. Во периодот што следи Црвениот крст на град Штип ќе реализира неколку едукативни предавања, крводарителски акции и прием на првачињата во општинската организација. Кон крајот на месецот септември е планирана да се реализира крводарителска акција, а понатаму ќе продолжиме со здравствено-едукативните предавања во основните и средните училишта. Во месец октомври имаме планирано за борба против зависностите да спроведеме неколку предавања. Потоа престојуваат студентските крводарителски акции, приемот на првачињата во организацијата на Црвениот крст, 16 октомври неделата за борба против гладта. Во Црвен крст на град Штип членуваат 300 членови и околу 3000 волонтери. Бројот на млади крводарители е во пораст. Годишно во средношколските и студентски акции за дарување крв меѓу 500 и 700 млади луѓе за прв пат ја даруваат драгоцената течност. Штипјани овој викенд масовно ќе подготвуваат зимница. На градскиот пазар најмногу се продаваа ајварските пиперки. Пазарчиите задоволни од прометот. На градскиот пазар во Штип цел ден раздвижено, најмногу се бараа производите потребни за подготовка на зимница. Доминантни црвените пиперки потребни за подготовка на ајвар. Пазарджиите задоволни од прометот, цените на производите како за македонски стандард.
Добра е потрошувачката на ајварска, она пониска цена има од 15 до 20 денари. Кај мене пиперот е 20 денари ајварска. Пиперо ајварски 20 денари, денеска крставичката 30, 25, модри опраџан 100 денари 8 кила. Сувозрнестите производи со слични цени како и претходниот петок. Граво 120, уризо 70, кикиритка 160 со 200, либлибија 200, сончоглед 130. Граѓаните ги купуваат се почесто производите кои се вбројуваат во здравата храна. Падлиџаница 30-40 од квалитето може да носат 10 денари. Прокило денеска прв пат береме од него, тоа е 70 денари половин кило. Целеро имаме од 70 и од 50, зависи од големината. Пашкнато исто така од 10 до 30 денари од парче. Во секој случај на градскиот пазар во Штип денес најмногу купуван ајварскиот пипер. Младите борачи на Балканец постигнаа изворедни резултати и освоија повеќе медали на турнирот што се одржа во Неготина. Под раководство на тренерите Давор Тасев, Горан Николов и Мики Тодоров, младите борачи на Балканец беа мощни и успешни на турнирот што се одржа во градот Неготино. Во категорија до 35 кг Стефан Штерио го освои првото место, а Никола Трајчев беше втор. Во категорија 38 кг Ненад Панов го освои првото место. Во категорија 42 кг Окан Мамудов го освои првото место. Во категорија 58 кг Давид Мишев го освои првото место, а Джан Демиров и Филип Тасев беа трети. Во категорија 63 кг Филип Стојков го освои третото место. Во категорија 85 кг Петар Тоде беше прв, а Джан Назифов го освои второто место. Балканец настапи со деца почетници, во кои Никола Гацов и Андреј Трајчев беа први во своите категории, а Тео Стојков и Љупче Таше беа втори. За најдобар техничар на турнирот беше прогласен Давид Мишев. Тоа беше се што ви подготвивме во вестите на Ирис телевизија. За повеќе посетете ги нашите социјални мрежи. Пријатно!